Нафтоводот Пријателство носи руска нафта во рафинерија на периферијата на Будимпешта. Европската унија го забрани увозот на руска нафта по незината целосна инвазија на Украина. Унгарија бараше изземање, тврдејќи дека не може да го диверзифицира снабдувањето и сега е најголемиот енергетски клиент на Москва во Европската унија, купувајќи нафта за $343 милиони само во јануари. Русија гради и нова нуклеарна централа во Унгарија. Киев вели дека Русија ги троши своите приходи од енергија на оружје за да убива украинци. Виктор Орбан ги отфрла повиците за прекин на економските врски со Москва. Стратегијата на Брисел за Украина драматично пропадна. Не само на војното поле, каде ситуацијата е катастрофална, туку и во меѓународната политика. Залумно зборуваме дека оваа војна е братска војна на два словенски народа, а не наша. Орбан ги критикуваше санкциите на Европската унија кон Русија, ја блокираше европската помош за Украина и го одложи ратификувањето на приемот на Шведска во НАТО. Тој ја направи Унгарија отфрлена од Европа, вели аналитичарот Петер Креко. Никој не отишол толку далеку во уривањето на демократските институции, свртување против западниот систем на институции и негувањето односи со Русија и Кина. Кина финансира брза железница од Будимпешта до српскиот главен град Белград, вредна $3,8 милиарди, главен проект на незината иницијатива Појас и пат. Унгарија беше меѓу најголемите светски приматели на кинески инвестиции во рамките на програмата во 2022 година. Постојат произволно дизајнирани и брзо усвоени регулативи од парламентот за да се спречи каков било увид или надзор во и над руската инвестиција во нуклеарната централа или кинеската инвестиција во железничката пруга што се развива од Белград до Будимпешта. Тие се големи инвестиции. Во унгарски контекст, овие се инвестиции без преседан. Унгарската влада ги отфрла тврдењата за корупција и вели дека деталите за инвестициите биле чувани во тајност за да се обезбедат кинески заеми. Топлите односи на Унгарија со Москва и Пекинг се заснуваат на геополитичка претпоставка, вели Креко. Онаму каде што се појавува нов конфликт од типот на студена војна меѓу Кина и Западот, Орбан сака да ја игра улогата на мост меѓу двајцата. И исто така се повеќе се работи за идејата дека западниот либерален демократски поредок е пред колапс и дека мораме да бараме нови модели како тие во Русија, како тие во Кина. Тоа е голем пресврт од излегувањето на Унгарија од комунистичкото владење и пристапувањето во Европската унија. Овој споменик го означува востанието во 1956 година против советската власт, која беше брутално задушено од Москва. Демократското владење нема да се врати во Унгарија до 1989 година, но сега постои загриженост за состојбата на демократското владење во земјата и за силата на влијанието од Русија.